Добар ден, почитувани гледачи. Отворено студио 1, трет блок, 17 часот, веќе добро познат термин. Се дружите со мене Елена Милошевски и со колегата Антонија Крстевски, а и овој пат исто така ви подготвивме една интересна тема, односно тоа дека училиштето Михајло Пупин обучува стручен кадар и има подпишана соработка со компании и фирми за подоцна доколку има потреба од таков стручен кадар да ги пратат подготвените обучени лица да работат кај нив. Токму на оваа тема разговараме со директорот на Михајло Пупин, станува збор за Димитар Ѓоргиев. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден. А исто така и Благој Гајдарџиски од Евано. Добар ден. Така, вака јас би почнала со училиштето со Михајло Пупин. Постои веќе половина век. Колку ученици има училиштето и какви профили нуди всушност училиштето? Најпрв сакам да ви се заблагодарам за поканата. Нашето училиште, како што кажавте, постои половина век, од 1961 година. Во моментот учат 620 ученика во 5 профила, односно едниот профил е електроника и телекомуникации, вториот профил е компјутерска техника и автоматика, третиот профил е енергетика, имаме електромеханичар и електричар електромонтер за електроенергетски мрежи. Тоа е таа паралелката 2020 проектот на Евано. Во однос не ве споминавте 5 профили, за кој од овие 5 профили има најмногу интерес? Најголем интерес има за компјутерска техника и автоматика. Последните, како училиште, од пред неколку години почнавме и да растеме, како што е побарувачката на пазарот за овие профили. Значи, немаме проблем со компјутерска техника и автоматика и се надевам дека ќе расте уште се повеќе интересот за овој профил, како и останатите профили, со тоа што се трудиме да направиме оваа година со тоа што го започнаме, што ќе го разговараме во текот на денешниот разговор, да подигнеме не само 4-годишната стручна спрема, односно техничари, туку да го зголемиме интересот и за 3-годишното образование, бидејќи во текот на разговорот ќе видите дека баш овој профил ќе нуди веднаш запослување на тие ученици и сите оние и во трет степен и во четврт што не сакаат да продолжат на факултетите, односно да можат одма да се вработат по завршување на училиштето, бидејќи премногу има побарување за овој тип на училиште и овие профили и мислам дека сме на добар пат да го направиме тоа. Не случајно сте двајцата тука заедно во отворено студио 1. Причината е соработката која што имате вие како училиште Михајло Пупин и Евано Македонија. Господин Гајдарџиски, каква е досегашната соработка со училиштето Михајло Пупин и во кој аспект? Соработката почна пред 3 години со училиштето и можеме да кажеме голема благодарност за директорот и целиот тим кој што ни дадоа несебична поддршка. Покрај соработката со училиштето, тука и соработката со Министерството за образование, исто така и со Центарот за насочено образование. Соработката почна врз база на една австријска иницијатива, бидејќи нашата компанија во Австрија има над 50 годишно искуство во дуалното образование и кадарот кој што доаѓа да работи во компанијата го создава токму во ваквите стручни училишта. Соработката почна на тој начин што ланската година се запишаа 33 деца во прва година, а оваа година се запишани 20 деца. Ако направиме споредба дека пред да почне проектот беа запишани паралелки по 6 или 8 деца, можеме да кажеме дека интересот е голем и ќе станува уште поголем. Проектот има едно име кое што се вика 20-20-20. Тоа значи дека во 2020 година 20 деца ќе почнат да работат во нашата компанија и ќе земаат почетна плата од 20.000 денари. Ние за овој проект се организиравме и обучивме ментори, монтери ментори и инженери ментори. Секој дете кој што доаѓа на практична настава кај нас има свој ментор и работи заедно со него.
Менторите имаат сертификат од Стопанската комора на Македонија, а исто така организиравме и обука преку Стопанската комора на Австрија за нашите ментори кои што работат заедно со децата. Новина во овој проект е тоа што учениците поминуваат повеќе време на практична настава во нашата компанија. Тоа значи дека во прва година, тие за време на школската година ќе бидат 10 дена во компанијата, а за време на летниот распуст 1 месец на феријална пракса. Втора година ќе бидат 20 дена во компанијата за време на школската година и повторно месец дена феријална пракса. И трета година ќе бидат вкупно 30 дена за време на школската година и дополнително имаат феријална пракса. Тоа значи дека децата ќе научат културата на компанијата, ќе ги научат елементите, ќе научат опремата, ќе ги научат начините на работа и ќе се стекнат со знаење така да по завршување на образованието тие веднаш ќе можат да почнат продуктивно да бидат вклучени во процесот. Исто така, секое дете доби лична заштитна опрема и доби шлем, обувки и алат, како што го имаат и нашите електромонтери. Покрај тоа, ние пред 2 години опремивме една лабораторија кабинет во училиштето Михајло Пупин, која што е по највисоките стандарди европски, опремена е со ормари, со броила, со елементи кои што ги има вистина во мрежата и децата имаат можност да се запознаат, да монтираат, да демонтираат и да работат се она во училиштето што се работи на терен. Исто така, во теке градбата на полигонот, во училиштето Михајло Пупин, полигонот опфаќа столбови од среднонапонска и нисконапонска електрична мрежа со комплетна опрема како во жива мрежа и децата тука ќе може да се стекнат со сите знања што им се потребни. Спомена господинот дека расте интересот, дали токму од причина што ја имате соработката? Да, збориваме за 3-годишното образование, се порасна интересот кај учениците, а и кај самите родители, со тоа што не само во овие профили, многу е битно и оние 4-годишни профили што ги имаме и тие профили благодарение не само на Ева на Македонија, што е, како да кажеме, една од главните носечките компании во училиштето. Ние имаме соработка и со меморандум со други големи компании, ќе ги спомнеме можеби подоцна. Да, токму тоа ми беше следното прашање. Да. 7 големи компании, да. И ние како телевизија потпишавме меморандум за соработка. Да, тоа се Макстил, ArcelorMittal, Виталија, Титан, Усие, Ванхол, Раде Кончар, ТЕП. Тога сте и вие како телевизија, потоа имаме и помали фирми кои работат со она што ние го изучуваме, односно со видеонадзор и аларми како што е Global Security и многу други фирми каде што секојдневно, значи најверојатно и пазарот тоа го побарува, секојдневно имаме јавување постојано од нови компании кои бараат соработка и би сакал да кажам дека овој пример што го работиме со Евана треба да го и другите компании тоа истото да го применуваат, односно да мора на некој начин да се вложи и во училиштето и ние за да создаваме све поквалитетен кадар за да може кога ќе излезат да бидат стварно спремни за она работа, односно потребата на компаниите. Токму во таа насока беше и следното прашање во однос на опременоста на училиштето. Има ли услови за работа? Значи училиштето Михајло Пупин има одлични услови за работа. Односно наставниот кадар. Да, наставниот кадар, значи имаме професионален наставен кадар кој се надоградува, се усовршува. Јас како директор сум неполна година, но почнав со една практика да сите можности и секој момент да ги пуштам моите колеги да одат да се усовршуваат за да можат своето знаење
кое го имаат и е големо, да го пренесат на учениците. Инфраструктурно стоиме добро, треба некои зафати за да можеме да се доближиме кон оние европски стандарди на училиште. Важиме за едно од најчистите училишта во градот Скопје, важиме за едно од најбезбедните училишта во градот Скопје. Работиме на тоа да ова училиште го подигнеме на едно високо ниво, како што кажав, да се доближиме до европските стандарди на училиштата. Господине Гајдарџиски, што е она што е главна карактеристика на проектот 2020? Па, главна карактеристика е тоа што електромонтерите и електротехничарите се водечката сила на нашата компанија. И нашата компанија, начело со управниот одбор и господинот Петар Штефан, посветува посебно внимание на овој стручен кадар и на иднината. И затоа ние се определивме на оваа соработка. Соработката нема да биде застаната само со училиштето Михајло Пупин. Во многу скоро време ќе се отвори паралелка и во Гостивар, а има размислувања да се тоа прошири и во други средни училишта. Инаку, сакам да истакнам дека учениците, кога доаѓаат на практична настава во нашата компанија, они се запознаваат со работата во различни групи. Имаме група 1 која што е за нови приклучоци, они поминуваат дел од времето тамо, има точно одредена програма што треба да завршат. Група 2 која што се занимава со броила, и тука има програма што треба да се заврши, и група 3 која што представува одржување и отклонување на дефекти, и интервенции, и инспекции, и они поминуваат исто така дел од времето со своите монтери и во оваа група. Така да децата ќе бидат, да кажеме, комплетно способени за на тамошна работа. Исто така имаме и поддршка од синдикатот, кој што исто така мисли дека улагањето во ваков кадар на овој начин е одлична работа. Исто така сакам да истакнам дека за време на праксата за текот на годината децата добиваат надокнада од негде 2100 денари за секој месец за нивната посета и наобразба во нашата компанија. За време на феријалната пракса во текот на летниот период добиваат околу 4000 денари како џеп. Еден вид на стипендирање на овие ученици. Тоа го започнавме од оваа година, само се извинувам што го прекинувам, Благоја. Се успеа да се најде начин, значи една благодарност да самите ученици добијат некој мотив. Се подготвува и веќе во изработка и кодексот на учениците, значи не само што ќе се прилагодат они да се оспособат за да го работат ова, едноставно сакаме да ги насочиме кон прав пат во животот, да знаат како да се однесуваат во фабрика, да подигнеме културата на едно повисоко ниво и сите од тие ученици за да го земат овој надомест, мора да ги исполнуваат или испочитуваат кодексот на однесување, што е подготвен. Со овој начин ќе ги натераме и учениците да бидат редовни во наставата, за она стварно што сакаат да го научат и дека стварно во животот може да ги подигнеме на прав пат. Иначе менторите ги евалуираат нив за време на практичната настава, а воедно и учениците ги евалуираат менторите како тие спрема нив се однесуваат. Се поставили се однесуваат. Да. Инаку исто така имаме и соработка со наставниците од техничките предмети, така да еве пред непол месец организиравме една заедничка средба кај што ги представивме нашите начини на работа и најсовремени техники кои што ги користиме. Тоа беше многу интересно за наставниците. Тогаш тука го презентиравме софтверот кој што го имаме за електрични мрежи DMS, го презентиравме географскиот информационен систем, направивме презентација за мерната техника и за стандардната опрема која што ја користиме ние, на која што децата вежбаат, а која што е по најновите европски стандарди. Димитар, сакам да те прашам дали и колку на Македонија и недостатоцен стручен кадар кој што вие го произведувате со оглед на тоа што се помал е бројот на деца кои што се одлучуваат да посетуваат настава онаква стручна, со тоа што во минатите години се појави дефицит во многу вакви стручни области.
меѓу кои и Но и од многу од младите се училиштето иселени кои што вие ги иностранство. произведувате. Да, моето лично размислување е дека и ние како родители и останатите родители треба да сватиме, Сите сакаат да бидат сите правници, сакаат во економисти. гимназиите да се запишуваат, некако беше оставено на страна тоа средно стручно образование. Една благодарност до Министерството за образование и до сите оние образовни институции што во последните години мислам дека препознаа дека треба да се вложува во стручното образование и мислам дека сме на добар пат да го сето тоа, она што го нарекуваат на некој начин дуално образование, ова е во принцип учење преку работа. Значи, дуалното образование е нешто во овој концепт, но едно искуство, бевме во посета во Австрија, во нивната компанија, каде што таму уште пред 50 на години е започна тој принцип на работа, каде што самите компании ги наоѓаат учениците, ги запишуваат во училишта, каде што поминуваат десетина недели, а потоа целиот период се во фабриките. Интерес има, на таа ќе ни биде и насока. После 25 март почнуваме една кампања за упис на нашето училиште во сите општини на градот Скопје и во општините каде што секаде имаат погони ева на компанија. Целта ни е за, прво ќе кажам за надвор, например дечиња што би се запишале од Гевгелија, конкретно во нашето училиште, по завршување на нивното школување, одма би биле запослени во Евана, да кажеме, Гевгелија. Би останале таму на местото. Мислам дека тоа сите го посакуваат веднаш по завршување на така образованието да бидат вработени. Во градот Скопје ќе направиме кампања, одиме оваа година на некој поинаков начин, каде што представници од сите овие 7 компании ќе бидат нивни представници со тимови од училиштето што се формирани и со дечиња од нашето училиште, каде ќе влеземе во секој училиште и настојуваме да имаме на еден вид родителска средба, каде што учениците од 9 одделение заедно со нивните родители ја добијат информацијата што сушност значи да се запишат во ова училиште, бидејќи, како што рековте и вие, мислам дека сите оние деца што имаат хват за ова, имаат афинитети и е правилен избор да се запишат во стручно образование, за да можат да полесно да најдат. Треба родителите да ги убедите. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно. Затоа сакаме сликата да ја представиме. Ќе одиме со добра кампања, ќе одиме со не по секоја цена да ние ги запишеме, да кажеме, да се запишеме, значи, на вистина оние деца што на вистина сакаат и ќе препознаат и на овдека, а мислам дека е голем бројот и бидејќи, нели, се разговара меѓу луѓето, ова училиште не да биде интерес дека зимаат учениците надомес, па сега е сите да се, туку ќе направиме и некој тестирање, малце ќе го подигнеме нивото на критериумите Не, критериумите се од Министерството за образование. Значи тука не можеме да менуваме, туку оние што ќе се запишат, ќе се направат и тестови за да видиме каде има слабости во движењето со раце, телекомуникацијата, сите оние психолошки, за да можеме каде има аномалии да можеме да ги коригираме. И мислам дека оваа година ќе успееме и ќе се доближиме повеќе до родителите за да еве на крајот кажеме дека да, успешно успеавме да запишеме толку ученици и сите тие ученици не само што ќе добие бенефит училиштето што ќе се запишат, туку и сите оние компании, а ги има многу во Македонија, кои им фали, им недостасува ваков профил на кадар од овој профил или од сите останати профили, можат полесно и самите ученици да најдат работа, и сите страни да бидат задоволени и среќни на крај. Да, иначе сакавте за родителите. Да, тоа сакав да спомнам дека често присуствуваат и наши вработени на родителските состаноци што се одржуваат во школата. И нашите вработени ги информираат родителите за проектот, за редовноста на децата, за нивната заинтересираност, кои им се целите, што треба да превземат. Сакам да кажам дека паралелките, во паралелките имаме и девојчиња, што е интересно и што го поддржуваме.
Исто така, децата се од, да кажеме, сите националности, така да е тоа една мешана паралелка, една мешана средина и една здрава средина кај што наставата се одвива безпрекорно. Инаку, што се однесува до феријалната пракса, ЕВН има проект за феријална пракса не само со Михајло Пупин, туку и со други училишта, како училиштата од Гостивар, Битола, Прилеп, Кочани, Велес и Кубаново. И од овие училишта ученици секое лето доаѓаат во нашите кецови на феријална пракса. Инаку интересно е за проектот со Михајло Пупин, за ученици кои што не се од Скопје, туку се од другите градови од Републиката, тие својата феријална пракса за време на летниот распуст си обавуваат во градот кај што се родени, кај што си живеат. Да. Инаку, соработката ќе ја продолжиме и понатака. Сега ќе направиме некои експериментални табли заедно со училиштето, на кои што табли децата ќе вежбаат, а понатака ќе го покажуваат своето знаење. Може да биде и тоа на некој начин и влезен испит за компанијата или влезен испит за понатамошен напредок. Имаме и проекти други, кои што исто така сакаме и со училиштата да ги развиваме и со другите училишта. Тоа се проектите за соларна енергија, значи ЕВН е расположена за инсталирање на соларни панели во училиштата, кај што има интерес, а во ЕВН се повеќе и повеќе навлегува во електромобилити, така да и на тој проект заедно ќе работиме со училиштето Михајло Пупин. Јас би сакала да ве прашам во однос на тоа да дадете ваша препорака до компаниите кои што имаат дефицит и потреба од стручен кадар. Па, ние веќе имаме соработка со повеќе компании, да кажем 8 компании, и они се заинтересирани да го следат нашиот пат и нашето искуство. И мислам дека имавме повеќе состаноци и ја прилагодивме наставната програма и според нивните потреби, така да ќе се додаде за трета година и предметот електрични машини и постројки, кој што би им одговарало на фирмите кои што покрај со електродистрибутивна дејност се занимаваат и со некое производство. Така да мислам доколку се уклучиме повеќе компании, тогаш интересот ќе биде и уште поголем. Например, еве оваа година се очекува дека бројката на деца што ќе се запишат ќе биде околу 60. И мислам дека тие ученици сигурно после завршување на образованието ќе најдат работа, бидејќи кадарот е дефицитарен, струката е убава и од неа мислам дека може убаво да се живее и да се напредува. Само јас би се надобразал нова, значи ќе ги покадиме сите и оние поголеми компании и помали, да ако сега еве оваа година веќе сме при крај, односно почна веќе и кампањата, почнуваме за уписи, да се приклучат. Концептот е смислен да сите оние ученици што ќе се запишат, да кажеме 60, што ни е нас некоја целна бројка, минимална што би запишале, да кажеме се подел во 3 класа, секој од компаниите си кажува потребата на ученици, односно одредена компанија колку можат да примат деца на работа. 5-7, сите останати деца што нема да мислам ќе останат плюс од бројот, имаме соработка нели со ЕВН, ќе ги повлечат да не остане всушност дете што нема да биде запослено, односно сите што би се запишале би имале работа по завршувањето на училиштето. Да, тука е крајот на нашиот разговор. Ви благодариме за гостувањето и се надеваме дека гледачите кои што не гледаат ќе бидат поттикнати од овој проект и секако прераснување на истиот во повеќе правци. Јас само ви се заблагодарил за поканата, се надевам дека можеби ќе се видиме повторно. Сакам само еден апел до родителите. Само кратко ако може. Апел до родителите, кога ќе почнеме онаа кампања за уписи, директорите ќе ги известат сите родители во сите општини на градот Скопје да дојдат и да слушнат се она што нуди нашето училиште. Ние заеднички ќе имаме кампања. Да. Така да родителите ќе сакаме и заеднички да ги убедиме дека ЕВН е сериозна компанија и дека сериозно се грижиме за
идните ученици и идните наши вработени. Ќе ни видат добре дојдени. Ви благодариме уште еднаш Благодариме за гостувањето, Елена, време да се објави. Така, тука полека се ближи крајот на третиот блок Отворено студио 1. Денеска е четврток, ние се гледаме повторно следниот вторник, а во продолжение следуваат забавните емисии, односно возење со Вучичи.